Спремна си? Спремна сум. Аслан или Џихан? Размисли за тоа. Не биди вознемирена, Хулија. Добро, тогаш зборувај нормално. Што е ова? Како проштален говор некој? Со товарот на овој греф јас живеам со години, И Хулија. јас исто така живеам со истиот греф. Зар не плативме доволно, зар не е готово веќе? Не е. Не е готово. Ова е мојот аманет за тебе. Јусуф, Слушај ме, Хулија. Немој да дозволиш главите на моите деца да се наведнат. Никому не дозволувај, Хулија. Немој да ги разделиш Аслан од Џихан. Не разделувај го Џихан од Аслан. И двајцата се твоја чест, моите деца. Прво му ги доверувам на Бога, а потоа тебе. Ало, здраво. донесе ли одлука, Хулија? Донесов. Кој син го избра, кажи? Својот или посвоениот? Ниту Аслан, ниту Џихан. Не избрав никого од нив, Илјас. Значи велиш земи 1000 од нас, ама ниту еден од нас, така? Моите деца прво се Божи, а потоа се и мои, Илјас. И ти треба да внимаваш. Џејлан, Те чека во автомобилот, Лела, ајде. Девин, ако сакаш да одиме со одделни коли. Не, нема потреба. Од Ферхат има ли вести? Сега зборував со него. Се уште се на гробиштата. Ситуацијата е чиста. Ајде, Аслан, јави му се на Џихан да не задоцне, ајде. Ние крваревме. Ке крвариш и ти. Ама полека, полека. Еден по еден. Ке ти кинам месо парче по парче. Никогаш нема да најдеш мир.
Мајка ти, жена ти, сестра ти, брат ти, кој да ти е драг, јас ќе ти ги земам еден по еден, сите ќе ти ги земам. Јас ќе направам секој ден да мора да носиш нов ковчег на гробишта. Се колнам дека рамениците ќе ти паднат од тој товар. Ти не излегувай од колата, јас ќе дојдам по тебе. Влези во кола. Влези веднаш. Лейла, Душа, Душа, остани во кола некое време. во ред. Чичо, ако сакаш да ја растерам толпата, а? Другото овие луѓе овде дојдоа да се помолат за татко ми. Ќе ги чекаме, ќе си отидат, па ние ќе се помолиме во мир. Во ред, Чичо. Внучко, приемете сочувство. Семејството Сојкан влезе на гробиштата, Чичо. И нашата кола е таму. Добро. Ајде, мамо. Фала, Бог да ве благослови. Бог да ве благослови. Да сте живи и здрави. Благодарам многу. Цело семејство е тука. Сите се тука. Оџа, дозволи ми да ја прочитам јас. Секако, повели. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Кажи, Рит. Што зборуваш, бе? Сигурен ли си? Добро, ајде, спуштам. Ајде. Чичо, Рит сега се јави. Вчера Илјас цел ден ги следел мајка Хулија и снашката Девин. А и уште нешто, да. Помеѓу тие што го посетиле вчера, Илјас бил и Ибо со мајка Хулија. Ѓокхан. Време е сега. Ало, активирај го во вистинскиот момент. Мамо! Не ми се верува. Што се случува? Ништо. Ти вчера си била кај Илјас, така? Сега не е време Мамо, за тоа. те молам, кажи ми дали беше Внуку, кај смири Илјас се. вчера, зборувај. Внуку, Не се смири мешај ти. се. Аслан, сега сме на гробот на татко ти, полека малку. Аслан, дворец, смири се. Вие ме лажевте мене, значи, така? Зошто не ми кажавте? Братче. Не се мешај. Немој ни секунда. Аслан, поминавме низ мала работа. Заврши, ништо сериозно. Каква работа? Немој да ме лажете, немој да ме правите лудве, молам, немојте. Внукот на Илијас Ѓокан не следеше цело време. Имавме мала несреќа. Несреќа? Не ти кажавме за да не се грижиш ти за тоа. Не живеевте со браќајка? Да. Колата каде е сега, кажи ми? Беше на сервис, утрово ја донесла. Тука е колата, значи. Да. Која кола е таа? Ова. Која кола? Ѓохан цел ден беше кај механичарот и не доаѓал во мало воопшто. Ајсел, ме слушаш ли? Ајсел? Ајсел, остани со нас, Ајсел? Ајсел, сите се тука. Ке живееш. Гледај, сите сме тука. Моето бебе. И тоа ќе живее, не грижи се, ветувам. Се колнам. Бебето. Ти ветувам. Ајсел, остани со нас. Ајсел, дали ме слушаш? Ајсел, разбуди се, стани, разбуди се. Гледај ме, остани со мене, Ајсел. Ајсел, Ќе оздравиш. Ајсел, ќе бидеш добро, не грижи се Ќе душа. оздравиш. Ти ветувам дека Ќе ќе оздравиш. оздравиш. Ќе оздравиш. Веднаш ме сетеав на брзо. Веднаш влезете, ајде. Ќе биде добра, нели докторе? Добра ќе биде. Извинете, сестра ми. Лела. Сестра Лела, ми, добро си. таа е во колата. Да, донесете од таму, ве молам. Доктор ќе оздрави, нели? Доаѓаш За да ли? помогнеме, Толга. Толга? Толга, ти добро си? Добар.
Ветив, братче, мора да оздрави. Ќе оздрави. Ќе оздрави. Ти немаш рани, нели? Повредена си? Ти... Чекај да... Само мала гребаница, Застани. ништо. Повредена си. Извинете, може некој за сопругата да се Ништо погрижи? не ми е ништо, душо. Ти дали си добар? Извинете, може итно да се погрижите за жена ми, ве молам побрзо, ајде. Добро сум, ништо не ми е. Добро сум јас, Верувај добро ми. сум јас. Те молам. Добро сум, добро Аслан, сум. те молам, ти грижи Добро се сум, за седи. джихад, те Извинете, молам. може да видите, ве молам. Ајде, во ред, ајде. Добро, добро, во ред. Не си го заштитив семејството. Не ми се верува. Не си го заштитив семејството. Аслан, што да правиме сега, Аслан? Ќе го убиеме Илјас, токму тоа. Илјас ќе го снема од светов. Не разбираш ли? Се или ништо, Хулија? Дали си тргнат по смртта ти, кучкин синеден? Или Джихан, или Аслан, Хулија, избери еден. Својот син или посвоениот. Јас изгубив син и ти мора да изгубиш. Не имам син што ќе ти го дадам тебе. Значи продолжуваш. Добро, тоа е твој избор. Се гледаме тогаш. Илјас ли ти се јави? Овој нема да запре, Хулија. Мораш да го заштитиш семејството. Ако треба, оној што не е од Не ја семејството. довршувај таа реченица, Ибо. Иако не сум го родила, јас му бев мајка. Мајчинството не е само раѓање. Не е толку едноставно.
Човекот на Аслан, Екрем, беше љубовник на снаата на Аслан. Секогаш е вмешан, Чичо. Ало, Салих, на позиција си? Да, бато. Екрем бил со девојката и е вмешан. Слободно пукај, Салих. Девин! Што правиш ти? Добар ли си, Аслан? Аслан, јас не можам да одам. Не можам да те оставам. Како што ми рече ти, остави ме, ослободи се од мене, ама не можам од првиот ден кога те видов, мислам само на бегање, но не можам да си одам. Заре мора секој ден да се соочуваш со смрт и тоа само затоа што ти си се влюбил? Слушај. Ти си извинувам, воред. Прости ми. Не успеав да те заштитам. Ама ти ветувам дека се ќе заврши, ќе видиш, многу те сакам. Сине, како си? Зошто отиде? Зошто отиде кај Илјас? Затоа што сум мајка за да ги заштитам моите деца. Види, ако нешто излезе од сево ова, јас и ти подоцна ќе зборуваме. Сакам сите коли на чифликот да се проверат и да се донесат овде. Дали сум јасен? Јави се на обезбедувањето. Од сега оваа куќа ќе биде тврдина, а не обична куќа. Борет, Чичо. Аслан, имаме вести од Рит. Илјас и Гекјан се враќаат во малото. Што да правиме? Влегуваме ли таму? Не, тие ќе излезат и тоа знаеш како, нели? Ајде веднаш, ајде. Во ред. Господин Аслан, има проблем. Ама Ајсел требаше да биде мајка, јас татко, ве молам. Пуштете ме да ја видам барем малку. Да разбирам целосно, но... Ото, дојди овде, ајде брат. Може би може да и помогне. Ајде, ворет, остави нека си ја завршат работата луѓето, те молам, остави. Ќе биде ли добро? Ќе биде добро се, ајде. Ајде, дојди овде. Ајде, зошто ме извади надвор, бе? Ќе стоиме вака со врзани раце тука? Нема да стоиме со врзани раце. Ќе направиме нешто. Ќе направиме се. Ти ветувам. Смири се, ќе направиме се. Ворет, смири се, те молам. Повели Хусейн. Што? Што зборуваш, бе? Извести не порано, идиоту. Добро, престани.
Чичо, братот Салих се јави. Полицијата ќе дојде за половина час овде во малот. Ова е масло на слон. Што прави овој човек, Чичо? Што мислиш ти? Тука не може да влезе, затоа се обидува да ме извади надвор. Ајде да излеземе. Испразни ја куќата веднаш. Фала ви, браќа. Ќе треба да испразниме куќата итно е. Ви благодарам, ви благодарам. Брзо оздравување. Ти благодарам, Джемре. Резултатите ќе излезат денес. Ќе ти се јавам да ти ги кажам, во ред? Знам дека е многу тешко, но мораш да се одмориш, Девин. Мораш да спиеш. Се гледаме. Здраво. Што правиш? Леле, колку си убава, колку ти убав и фустанот, види? Лейла, те барам од утрово, добро ли си? Многу ми е жал. Многу ми е жал за тоа што услушнав. Добро сум, да, добро сум, фала ти. Беше ли кај докторот да не ти се влоши болест од нешто? Ке се снајдам, Джемре. Инаку, веќе не мораш да доаѓаш на фармата за инекциите на баба ми. Не разбирам. Инекциите на баба ми повеќе не треба да доаѓаш. Ние ќе се погрижиме и извини многу што ти одземав толку многу време. Те молам. Што се случува? Што е сега ова? Пред малку експлодираше бомба близу нас, Джемре. Бомба. Кој знае што ќе биде утре? Не мораш да се ризикуваш за моето семејство. Те молам, не можам да го барам тоа од тебе. Многу ти благодарам за се. И тоа што беше покрај мене. Ибо, мораш да се сретнеш со пријателите на Јусуф за Илјас да застане. Илјас мора да знае дека сите се на наша страна, инаку ќе ја изгубиме оваа војна. Добро, Хулија. А што ако ја изгубиме оваа војна? Што ако ти мораш да избереш, а? Кого ќе го избереш? Џихан или Аслан? Нема да го изберам ниту мојот роден син, ниту посвоениот Ибо. Гледај, никогаш повеќе да не ми го кажеш тоа, никогаш повеќе. Добро. Јас ќе одам да ги видам сите. Ќе разговарам со сите и ќе им ја објаснам ситуацијата. Ама
И јас сакам свое место на масата. Бато Искендер, Кажи, Симси, полицијата влезе во маалото и автомобилот излезе. кон нас да не доаѓа? Да, бато. Ти благодарам. Аслан, возилото излезе од маалото и наскоро ќе помине покрај нас. Прати го, јас ќе се погрижам за другото. Фала ти, Аслан. Ајде. Ајче, душо, токму сега ќе те барав и јас. Брзо оздравување, господјо Девин. Многу се загрижив за вас, како сте? Добре сум. Добро сме, ајче, душо, се е во ред, не грижи се. Не се знае точно што е со него сега. Во болница е лицето и се чека известување за јавноста. Ајче, душо, откажи ми ги термините за оваа недела, те молам. Сите термини веќе се откажани, господјо Девин. Зошто? После овој настан луѓето многу се исплашија. Велат дека не знаат дали клиниката е безбедна. Разбирам. Во ред, нема проблем. Ки имаш една недела одмор, ајче, душо. Господјо Девин, всушност сакав да разговарам со вас за ова. Даваш отказ? Господјо Девин, знаете колку многу ве сакам. Знаете колку сум ви благодарна за се што направивте за мене, за се што направивте. Ама се плашиш, разбирам, ајче, во ред. Нема проблем, душа. Ке разговараме подоцна, добро? Бакнеш. Се гледаме. Се гледаме. Душа? Сестро, многу се исплашив. Добро ли си? Добра сум, убавица моја. Добра сум, добра, Знам, ништо како не си? ми е. Добра сум, Со поминека е. добра сум, благодарам. Што ти е со раката? Ништо, малку е изгребана. А што ти е тебе на раката? Ништо страшно, нема врска. Снаа ја проверија колата и ја донесоа. Добро е. Благодарам, Нема многу. проблем. Нема на што. Таму на интензивна има една девојка, нели? Девојката на брат Джихан? Слушнав дека била бремена. Господјо Девин. Господјо Ај, боже, брзо. Господјо Девин, ќе дадете ми една изјава за јавноста, господјо Девин. Господјо Девин, ќе ве молам само една изјава за јавноста, нешто? Се сомневате ли во некого? Господјо Девин, може ли да накажете? Може ли да ни кажете кој беше Добро, погреб? ве молам, тргнете се. Можеме... Ајде, престани, брате. Ајде, доста. Господјо Девин. Господјо Девин. Господјо Девин. Господјо Девин, ве молиме само за една изјава. Господјо Девин. Добро, ајде, тргнете се. Тргнете се, ајде, ве молам. Господјо Девин. Почнуваме ли? Ајде, Аслан. Ај, поđаволите. Аслан, во возилото е само Ѓекан. Еден по еден искачи. Илјас може да почека. Во ред, Аслан. Ајде. Ајде. Извини, брате.
Веста за рацијата доаѓа порано. Тимовите се менуваат. Затоа има доцнење. За се што поминавме заедно цели 30 години, ни милостина не би била доволна. Ништо не е доволно, не грижи се. Каде одиме сега, а? Го среди ли? Среди в добро место. Имам човек пред болницата. Сега се јави. Снаата и незиното момче излегле од таму. Со нив била и жената на Аслан. Ги следат ли? Да, брате, стигна локација. Да ги тргнеме ние или да ги оставиме? Нека завршат тие. Ајде одиме таму. Поđa, volite. Те погодили, братче? Што сакате ви од нашето семејство? А? Со нас имавте проблем. Зошто ни го уништувате животот? Јас требаше да бидам татко. Знаеш ли дека требаше да бидам? Да го шетам детето во парк. Да бидам обичен човек. Зошто не ми дозволувате? Да. Да, во ред, бебето. Добро, добро. Некакви новости? Ми кажа излегле од операција. А сега е критично. Морам назад во болница. Проклето бе, синко, видине во што се претворивме. Пред една недела бев само еден собственик на ќебапчилница. Погледни, брате. Се вративме и пак станавме синови на нашиот татко. Токму така. Така е, братче. Што е, Бото? Има проблем? Да, има. Треба уште неколку животи да одземеме. Салих, врати се од најблиското место. Јави се. Ќе се погрижам за жената на Аслан лично. Потоа ти ќе го најдеш оној што им кажуваше кога влегувавме и излегувавме таму, со своји раце ќе му го извадам срцето и потоа на тој бескрвен предавник ќе му го сервирам на маса да го изеде. Во ред, брате. Знао. Го видов.
Што се случува? Каде Снао? Сестро? Сестро? Зошто застана? Снао, не излегувај сега. Пак ли не е тој излегувај. човек? Кажи Не ми што е излегувај, Јамур, го. не. Пренеси на Хулија дека времето истече. Снао, те молам, за Бога, луда ли си ти? Да, луда сум, Екрем. Имаш нешто да кажеш? А? Што се случува? Тој беше човекот, нели? Јамор ништо не, влезе во кулата. Екрем и ти влези, добра? Повелете. Здраво, ало Девин. Јас сум Джемре тука. Се надевам дека не се јавувам во лошо време. Не, се извинувам, Джемре. Што има, повели? Не, ништо. Стигна резултатите од крвта. Сакав да те известам. Се е во ред, да знаеш и... може би веќе знаеш, ама... Што? Според вредностите на бета-ХЦГ, ти си во трета недела од бременоста. Не разбирам. Бремена си, Девин? Ги испратив резултатите и на имейл. Не знам дали беше планирано, ама... Со среќа да е. Джимре, ми вртат на втората линија. Може да те побара малку подоцна? Во ред, се слушаме. Се слушаме. Аслан? Девин,
Кажи ми, излезе ли од болница, се ли е во ред? Да, излегов. Ајде дома, ќе разговараме таму, добра? Се случило нешто? Се случи нешто, Девин? Не, ништо. Сакам да разговараме дома, сами, може? Во ред, доаѓам, ајде. Жената на Аслан е решителна. Иста е како Хулија кога беше млада. Невеста. Ке помислиш дека е најслаба алка, ама воопшто не. Не е воопшто како Карпа е. Ни треба човек одвнатре, Салих. Бидејќи ни ставија човек меѓу нас, тогаш ти најди го најслабиот човек. Опциите се јасни, бато. Зето ти Ибо. Со кого да почнеме? Земи ги двајцата. Каде што е најслаба алка, таму нека се скине. Што е Толга? Со што се мачиш ти? Да ти кажам кратко, Чичко, јас имам еден проблем, така. Ако смеам да се изразам. Каков проблем? Еден договор е, Чичко. Аслан ми рече ќе бидам директор, па потоа ме натера да потпишам некои документи и сега тие потписи ќе ми донесат големи проблеми во фирмата. Ова е катастрофа за мене, Чичко. Каква катастрофа, бе? Будало една, ти за ова мене ми зборуваш. Што се замараш? Нас бомба ни пукна. Бозо, запри. Чичко, јас имам деца, ме чека долга затворска казна за тоа. Гледај, тргни се од тука. Ти зборуваш за договор. Ние имаме проблем со Илјас и со тебе ли да се занимаваме? Тргни се, оди. Чичко. Тргни се. Не грижи се. Во затвор ќе се грижат добро за тебе. Чичко. Ајде, оди. Глупак. Ајде, оди. Ова дење да се прави е ризично, ама тоа е. Таква ни е работата, нели? Ти денеска воопшто не си за муавет, бе, Искоч. Воопшто не си. Братче, закопуваме труп, каков муавет? Искоч, знаеш откако Илјас ни стана проблем дека двајцава браќа, Аслан и Џихан, се држат рамо до рамо? Интересно е ова, знаеш? Ова не е разговор, сакаш пак да озборуваш, така ли? Што има, бе, врска, па ти? Од љубопитност? Зашто си љубопитен, бе, толку кажи? Искоч, има една легенда, сигурно си чул. Каква легенда, бе? Дека покојниот посвоил дете. И земјата е рамна, во тоа веруваш ти? Ајде работи со лопатата, не зборувај глупости, ајде, уста затвори, ајде, копај. Ајде, копај, копај. Копај, ајде. Добро, бе. Велат дека следните 48 часа се критични. Дали воопшто некогаш имало некритичен момент кај нас? Немало. Немој да губиш надеж, Џихан. Прв пат ја најдов, мамо. А сега пак ја губам.
зборуваат дека гревот од таткото го плаќа синот. Тој зборуваше за еден човек што го убил. За кого? Па јас не мислев дека е можно тоа. Мојот татко не би направил нешто такво. Си велев дека е пијан само. Тој се трудеше да го избрише тоа. Ама денеска ако нешто лошо ми се случи, се сеќавам на тој момент. На тоа што го кажа. Дали навистина го направил? Мислам дека јас ја плаќам неговата вина. Каков грев тоа? Што направил татко ти? Татко ми убил жена, мамо, вистина ли е? Џихан, престани со глупости. Зборуваме за твојот татко, за Јусуф Сојкан. Никогаш повеќе да не сум слушнала такво нешто. Погледни го. Ова е мојата надеж. Беше колку зрно грашок. Се прашувам, дали сега чувствува нешто? Мислам, ќе го боли ли поради мене? И кај татко ми така било, нели? Тој ништо не чувствувал. Ништо не се случи поради тебе. Ни татко ти не страдаше поради тебе, ниту Ајсел ке страда, ниту вашето дете. Какви гревови можам да имам, бе, мамо? Каков е тој грев, те молам? Да разнесат бомба покрај моето неродено дете. Благодарам, мамо, што си со мене. Добре дојдовте. Добре дојде и тебе. Повели Рит. Не достига тука. Па половина работа е, бе, Рит. Ѓохан беше сам во колата. Кучкиниот син Илјас не избега. Него го средивте? Го средивме, ама не е доволно. Сега, ти ќе тргнеш по Илјас. Тој нема да се врати во малото. Мораш да ја најдеш неговата нова адреса и така ќе дојдат и парите, јасно? Ќе дознам, брате. Ама Илјас е како птица, кој знае во која дупка ќе биде. Поѓа, волите, бре, Рит. Ќе го бараш на секаде ако треба. Добро? Ќе го бараш под дрво и под камен, да знаеш. Хајде. Добро, брате. Добро. Хајде. Што ти е тебе, бе? Ме чеша грбот. Знам, секогаш си бараш проблеми. Ми се влошија малку раните на грбот. Ете ме чешаат. Чека, не ли беше на лекар пред некој ден? Бев. И? Што ти рече докторот, ти даде лек? Рече во главата е, ништо. Во главата? Треба да одам на психолог, бе, искоч. Добро, знаеме ние некои психолози. Не ме интересира тоа. Не сакам да одам таму. Зошто, бе? Абе, зошто да кажувам пред некого мои тајни? Тој мене ми ги кажува? Хајде сега. Џејлан, како си, ќерко? Многу ме боли, мама. Ги зема лековите што ги препиша докторот? Те ги дадоа, ќерко, кога си излегувала од болница. Ке почнат да делуваат. Мама, не можам да издржам. Зошто не ме разбираш? Џејлан, што е сега ова? Како наркоманка да си земаш лекови секоја минута? Каков зависник, мама? Од што зависник? Што зборуваш? Ти велам дека ме боли. Молчи, ајде доаѓам, тргнувам сега. Ало.
Хулија, ја добили веста? Што се случи? Твоите двајца синови заедно го убија Ѓокхан. Го убија мојот внук Хулија. Сега слушај ме внимателно. Ти дадов еден избор, а ти го одби. Сега те прашувам последен пат. Џихан или Аслан? Избери си еден и заврши ја оваа тортура. Твојот роден син или посвоениот? Епа, ако е така, биди подготвена вечерва, Хулија. Нешто ќе се случи и ќе ми дадеш нечие име со молење и плачење.